на млекара АД Битола, Ѓорѓе Петрушев, почитувани представници на Бимилк, почитуван директор на Агенцијата за храна и ветеринарство, заменик директор на Агенцијата за поддршка на развој на земјоделство, почитувани фармери, медиуми, сите присутни. Денес, како што кажа директорот, тргнавме од Охрид на одбележување на денот на медот, на пчелата, кој што го славиме и соврзавме како земја која што меѓу првите потпиша декларацијата минатата година во Словенија. Денеска имавме за специјален гостин министарката за земјоделство и исхрана на Словенија, Александра Пивец во Охрид, и во нејзино и во моје име се извинувам за тоа што доцниме денеска, но нека ни биде денот и мед и млеко. И нека е само за убаво. Благодарам на поканата денеска по втор пат да присуствуваме на оваа ваша убава манифестација, и особено ми е драго што Бимилк ја продолжува оваа традиција за доделување на плакети, за признанија за најуспешните за фармери за 2018 година. Млекопроизводството како сточарска гранка е еден од поважните сегменти во агроиндустријата и затоа од особен интерес во креирањето и на политиките на владата и на самото министерство. При подготовка на мерките за овој сектор посебно внимание посветуваме на примерното производство, подобрувањето на квалитетот на суровото млеко и секако потекнувањето на млечната индустрија. Во целиот овој процес од особено значење е и генетскиот потенцијал на добитокот. За таа цел минатата година се договоривме, во текот на оваа година реализиравме едно од овие мерки и политики преку програмата за рурален развој, токму на барање на менеджментот на Бимилк, на подсекторската група, на вас, фармерите, со промените кои што ги направивме токму во програмата за рурален развој. Значително ја зголемивме финансиската поддршка за мерката за набавка на приплоден добиток и за оваа намена досега се испланирани 1,5 милиони евра, но може да најавам дека ќе обезбедиме во текот и постапката во следните неколку недели дополнителни финансиски средства токму заради зголемениот интерес за оваа мерка. Повикот го направивме токму какво што беше и барањето со променети услови по барање на фармерите, односно прво да се склучуваат договорите, а подоцна да се прави набавката. Оваа мерка е важна за подобрување на генетскиот потенцијал, што крајно ќе влие и на квалитетот на финалниот производ. Како што кажав, неодамна заврши јавниот повик по оваа мерка и до платежната агенција се пристигнати вкупно 73 барања за околу 220 милиони денари побарана сума. Како што кажав, владата и министерството по завршувањето сега официјално и на изборите се на мислење да овој зголемен интерес кој што со измените во оваа мерка која што ја направивме на заеднички интерес и заедничко барање, излеземе во пресрет и закружиме еден успешно имплементиран процес и на нејзината реализација, односно спремни сме да обезбедиме и дополнителни средства во програмата за рурален развој, се со цел да излеземе во сите на пресрет. Односно во пресрет на сите овие барања кои што се поднесе. Би сакал да напоменам дека при мојата последна официјална посета и на Република Чешка, каде што беше и првиот менеджмент на Бимилк, Драган и Ѓорѓи, во рамки на која што македонските компании има средби со чешки компании од млечната индустрија, се отвори и можноста да се прошири понудата за оваа мерка преку набавка на стелни јуници и од Чешка. За развој на овој земјоделски сектор од исклучително значење е ефикасната искористеност на мерките кои што ги нуди ИПАР 2 програмата. Тоа се мерките за инвестиции во материјални средства за земјоделски стопанства и во инвестиции во материјални средства за преработка, односно мерките 1 и 3 кои што возможуваат кофинансирање на трошоците за инвестиции и во овој дел, а за што сведочи и интересот кој што го имавме во јануари и февруари, каде што имавме повици и за едната и за другата мерка и стигна рекордни околу 1250 апликации, благодарност да Агенцијата за поддршка на развој на земјоделството, која што
од ден на ден со ново воспоставениот менаџмент секако дека многу поуспешно ќе ги спроведува советодавните и своите изворни улоги и надлежности на терен заеднички со земјоделците, особено тоа е од интерес кога станува збор и за мерките од ИПАР 2 програмата и како што денес може да потенцираме, Република Северна Македонија е лидер во спроведувањето на ИПАР во целокупниот регион. Ако тоа не беше случај во ИПАР 1, каде што искористеноста беше на многу ниско ниво, сега може да потврдам дека нема да имаме доволно средства во ИПАР 2 програмата заради зголемениот интерес, ангажманот, посветеноста, сето она што заеднички го правиме во овој дел, а секако дека во делот на сточарството имаме уште доста работи во делот на поедноставување на соодветни процедури на кои што работиме, особено со Министерството за животна средина. Почитувани, денешниот ден нека биде само повод за уште поинтензивно заеднички да работиме за развојот на овој сектор и за подигнување на свеста за важноста на млекото за здравието на луѓето. Особено ме радува што постојат во нашето општество вака одговорни компании како што е млекарата Бимилк, со кој што имаме извонредна соработка како министерство, кои што даваат особен придонес во подигнувањето и на јавната свест и на развојот на целокупниот земјоделски сектор. На крај сакам на сите оние кои што денеска добија награди да им честитам многу здравје, среќа, успех пред се на сите, за да може да продолжиме сите заеднички со посветена, напорна работа и да заеднички донесеме уште многу нови мерки, развојни политики и позитивни показатели кои што ни следат кои што ни доаѓаат во наредниот период. Убеден сум како еден од луѓето кои што сега се дел во овој период беа и се дел од министерството, дека по стабилизирањето и затварањето на одредени отворени прашања, проблеми и предизвици, убеден сум дека 2019 година сите ќе ги видиме резултатите, но уште позасилено да носиме заеднички и мерки и политики кои што ќе бидат од интерес на целокупниот сектор. Ние како министерство, како институции, тука се и директорите на агенциите, сме сервис токму на бизнис секторот, на фармерите, на граѓаните и сме еден вистински партнер во секој еден момент. Честитки на сите наградени, честитки до сите вас и нека се за добро. Благодарам.